Битолските планинари од планинарско-спортскиот клуб Пелистер денеска излегоа на протест пред општината Битола и го кренаа својот глас против локалната власт, која се има намерачено на планинарскиот дом Копанки. Овој култен објект планинарите го легализираа и станаа стопани со имотен лист пред 5 години, иако со децении беше нивни, зашто впрочем генерации пред нив го има направено. Објектот во меѓувреме целосно изгори, клубот мака мачеше за негово безуспешно обновување. Битолската градоначалничка во својата предизборна кампања даде ветување дека ќе го обнови, но штом седна на фотелја бараше планинарите доброволно да го отстапат, па кога не успеа во тоа, ја поништи легализацијата. Планинарите се обидоа преку суд да ја добијат правдата, но по сите тужби и жалби излегува дека јустиција е слепа за нивната правда, а магистер Петровска преку својата пиар машинерија се фали дека домот ќе го гради. Всушност, општината ја повлекува урбанистичката согласност која своевремено истата таа општина ни ја дала нам. Доколку, хипотетички речеме, доколку таа урбанистичка согласност се поништи, воопшто не се доведува во прашање нашата сопственост, така што не знам врз кои основи општината ќе почне да гради Копанки. Во сите локални игри околу Копанки, кој стана монета за подкосурување меѓу власта и опозицијата, планинарите сметаат дека врз клубот и поединци што го раководат се врши насилство од актуелната власт. Се врши насилство врз планинарскиот клуб Пелистер. Планинарски клуб кој е бренд за Битола, најтрофеен клуб во планинарството, во алпско скијање, во алпинизам, кој клуб постои 85 години непрекинато и сега се врши насилство да му се одземи имот. Поминаа тие времена кога се вршеа конфискации и национализации. Бидејќи за ваков ист случај во друга општина правдата застана зад планинарите, тукашните планинари сметаат дека еден ден, заради сето ова градоначалничката кривично ќе одговара. Не е исклучено сиот овој случај да има и кривично правна завршница со оглед на тоа што некој очигледно ја злоупотребува својата положба и прави штета не само на ПСК Пелистер, туку и на цела Битола и на цела држава. Кој тоа? Градоначалничката Петровска. Споредувајќи го глобал со Копанки и барајќи финансиска помош по иста аналогија како Струмичкиот објект, подем уште повеќе разгоре политичката димензија. За Алфа магистер Петровска во соопштението вели дека станува збор за нелегални постапки и злоупотреби од минатото и поединци ќе одговарат пред лицето на правдата. Дали треба да се надоврзам на нешто што по моје видување е нелегално, запраша првата дама на Битола.